Во Соединетите држави бил регистриран прв случај на инфекција отпорна на сите познати антибиотици. Тоа предизвика сериозна загриженост дека супербактеријата би можело да представува голема опасност доколку почне да се шири во светот. Ние ризикуваме да се најдеме во постантибиотички свет, изјави Томас Фриден, директор на Американскиот центар за контрола и превенција на болести. Тој додаде дека инфекцијата на мочниот канал кај една 49 годишна жена во Пенсилванија не можела да биде ставена под контрола и со употреба на сите можни антибиотици. Меѓу нив и антибиотикот колистин, за кој се смета дека е ноќен кошмар за сите бактерии. За прв пат бактерија отпорна на колистин била откриена во минатата година во Кина. Медицинскиот кабинет е празен за некои пациенти, рече Фриден, изразувајќи сериозна загриженост и за рутинските инфекции, доколку оваа бактерија почне да се шири во светот. Фармацевските компании, според експертите, се наоѓаат пред итна трка да развијат нови антибиотици, кои ќе бидат во можност да се справат со глобалната закана од така наречената антимикробска отпорност. Во најновото истражување, предводено од поранешниот главен економист на Goldman Sachs, Джим О'Нил, се наведува дека секој сектор погоден од растечката закана од инфекции на супербактерии, од пациентите, докторите, владите, па до индустријата за лекови, мора да биде принуден да излезе од нивната така наречена удобна зона за успешно да се справат со овој проблем. Една од работите што ми стана очигледна е дека научните сознанија за ова прашање се многу силни. Па зошто ништо не се сменило? Одговорот е дека луѓето не сакаат да излезат од нивната удобна зона, изјави тој во врска со извештајот на кој неговиот тим работел 18 месеци. Според него, главниот товар е врз фармацевските компании и оти за нив би требало да биде применет системот плати или играј. Имено, оние компании кои ќе решат да не инвестираат во нови антибиотици ќе мора да платат за тоа. Другите пак би требало да бидат наградени од $1 до $1,5 за секој успешен лек кој ќе се појави на пазарот. Джим О'Нил повтори дека отпорноста на лекови би можело годишно да убива по 10 милиони луѓе и оти трошоците, доколку не се постигне решение, би можеле до 2050 година да изнесуваат околу $100 билијарди. Она што се случува е тоа што бактериите стануваат се поотпорни на антибиотиците што ги имаме во моментов, вели Дейвид Вилјамс, директор на компанијата Дискува. Инаку, во извештајот на О'Нил се идентификуваат 10 области каде што треба да се преземат мерки. Некои од нив се намалувањето на непотребното користење антибиотици и развивањето нови. Но индустријата за лекови изјави дека можниот своевиден данок ќе биде контрапродуктивен за нив. Во изминативе децении во светот се појавија само неколку нови антибиотици, бидејќи фармацевтите се свртеја кон попрофитабилни болести.